Почитувани, владата несериозно пристапува кон кризата. Тоа се гледа од пакетот на мерки кои ги предлага, кои се обичен маркетиншки трик и не нудат реално и одржливо решение за клучните проблеми кои ги има државата. Овие мерки не нудат излез од енергетската криза, која веќе преминува во финансиска и социјална криза. Овој пакет мерки не нуди решение за инфлацијата, ниту пак за енергетската криза и како да се помогне на фирмите кои имаат веќе исцрпена ликвидност. Овие мерки се само популистички мерки со кои се купува привиден мир за секој еден месец. Мал е износот на средства за мерките кои се насочени кон најранливите категории на граѓани, односно вкупно 20,2 милиони евра. Но овие мерки во вид на финансиска помош доаѓаат по високиот ценовен удар и силното осиромашување на населението заради неспособната, неподготвена и неозбилна влада која ни ја води економијата и државата. Груба манипулација е дека новиот пакет на мерки тежи 360 милиони евра, исто како што немаа срам и манипулираа кога велеа дека даваат 1 милиарда помош за граѓаните и стопанството за време на ковид кризата, така и сега. Но Државниот завод за ревизија во 2021 и за 2020 година направи ревизија на помошта и кажа дека таа била многу пати помала, односно само 430 милиони евра, а истата во голем дел не завршила за мерки за ковид. Така и овој пат гласно кажуваат дека пакетот мерки чини 360 милиони евра, а вистината е дека е тежок едва 30 милиони евра. Која е целта што како дел од пакетот мерки беа понудени мерки кои се регуларни? Зарем не чувствуваат ни малку срам кога излего и кажа дека повратот на ДДВ е понудена мерка и тоа во износ од 160 милиони евра. Секој знае дека повратот на ДДВ е долг на државата кон приватниот сектор. Наместо да им исплаќаат затезни камати за тоа што им ги држат парите на компаниите со месеци, тие им ги бројат во помош. Ова е доволен доказ за безидејноста на владата за справување со кризата. Дополнително, нормално е повратот на ДДВ дека ќе расте затоа што и цените растат, односно имаме галопирачка инфлација. Кредитот, кој што го земаат за поддршка на криминалите во ЕСМ во износ од 100 милиони евра, го бреат како помош. Значи, помош има за покривање на криминал, но нема помош за помош на граѓаните и стопанството. За споредба, наспроти нашите едва и 30 милиони евра, Хрватска во есенскиот антикризен пакет предвиде околу 2,8 милиарди евра, конкретни таргетирани мерки со целосни фискални импликации. Владата ниту делува брзо, ниту делува одлучно во кризи. Голем крах има во справување со здравствената и економската криза, голем крах има во справување со инфлацијата и енергетската криза, кои се присутни веќе една година. Токму таквата политика е причина зошто македонската економија тоне. За подсетување, поради блескавите успеси на владата, прогнозите на Светска банка се дека Македонија ќе има раст на бруто домашниот производ од само 2,1% и од нас полоши ќе бидат само Русија и Украина, каде што има војна. Уште еден поразителен податок е стапката на инфлација која во септември достигна рекордни 18,7%, а само за храна и безалкохолни пијалаци стапката е 28,7% и е една од највисоките во Европа. За споредба, во истиот период Албанија има стапка на инфлација од 8,1%. Над 12.000 компании ставиле клуч на врата во последната година и половина, а по нивото на странски инвестиции сме убедливо на дното во целиот регион. Ако на ова се додаде дека македонските граѓани и македонските компании плаќаат најскапа струја во регионот, тогаш сликата за фиаското на полето на енергетиката и економијата е целосна. Владата, за жал, како и досега, така и во моменталната криза, се однесува неодговорно и безглаво. Затоа ВМРО ДПМН, како одговорна и државотворна партија, ги става државните пред партиските интереси. Не ја користиме кризата како поле за политичка пресметка, туку понудивме многу решенија со цел побезболно да ја поминеме истата. Уште во март понудивме акцизата на нафтените деривати да се намали, ДДВ-то за основните прехранбени производи да се укине. И укажавме дека треба да се спремат со сите енергенси и ремонти на производните капацитети за зголемено производство на електрична енергија.
Укажувавме во континуитет дека е потребно да се обезбедат и финансиски средства за справување со кризата. Обезбедивме и контакти за набавка на поевтини енергенси, го дадовме предлогот за вклучување на образовните, здравствените установи и јавните предпријатија со водостопанска дејност да влезат на регулираниот пазар. Сега предлагаме 5 конкретни итни мерки кои треба да им помогнат на фирмите. И тоа првата. Предлагаме вишоци на струја кои ги произведува АДСМ, а кои се јавуваат во текот на ноќта и викендот, да бидат отстапени на стопанството по цена која што е производна за АДСМ. При тоа подитно да се направат сите законски измени со цел компаниите да можат да ја користат оваа поволност во најкус можен рок. Ова ќе им овозможи на фирмите поевтина електрична енергија и флексибилност во реорганизација на производниот процес. Второ, секоја компанија ќе плати цена на струја која е над цената на која ќе плати цена на струјата која е над цената на струјата на регулираниот пазар на електрична енергија, односно која ќе плати над 200 евра за 1 мегават час електрична енергија, половина да го плати државата. Ова ќе им овозможи на фирмите намалување на трошокот за електрична енергија, со што како и претходната мерка ќе се намали притисокот врз финалните цени, односно на овој начин ќе се спречи понатамошно подгревање на инфлацијата. Трето, викенд без ДДВ за основните прехранбени производи со цел поевтини производи за граѓаните. Ова ќе им овозможи на граѓаните да може во текот на месецот да набавуваат поевтини основни прехранбени производи, да направат набавки за нареден период со цел да можат да го преживеат месецот. Оваа мерка треба да има подолг период на примена, се додека не се стабилизира инфлацијата кај основните прехранбени производи. Четврто, интервенција во Законот за личен доход преку предлог за измена на Законот за личен доход со кој и понатаму ќе останеме со низок и рамен данок. Ова ќе овозможи на примателите на личен доход по сите основи повисок доход во услови кога истиот се намалува и на фирмите помал трошок. Петто, дестерилизирање на благајничките записи во Народна банка со цел повеќе средства кај стопанството преку банките. Во услови кога растот на паричната маса во економијата значајно забавува, како што не бил од 2009 година наваму, во услови кога компаниите имаат сериозни проблеми со ликвидноста, не треба Централната банка да врши стерилизација на ликвидноста. Прегреаноста на економијата беше заради недисциплинираната фискална политика, несоодветните мерки за ковид кризата и ниските камати кои ја подгреваат личната потрошувачка. Очекуваме владата и Ковачевски сериозно да ги земат во предвид овие мерки. Нивната досегашна ароганција со кои ги одбиваа предлозите на ВМРО ДПМН видовме до кај ја однесува Македонија. Ова се сериозни времења и бараат сериозен пристап. Власта не сме да се однесува неодговорно. Се работи за екзистенција на граѓаните и компаниите. Не смееме да дозволиме да пропаднат десетици илјади компании, затоа што потоа тешко дека ќе успеат сите да се вратат во живот. Да се бориме за секое работно место, за секој денар повеќе во секое семејство. Предлозите на ВМРО ДПМН токму тоа го нудат. На потек е владата и Ковачевски. Благодарам. Прашања? Ако јавниот долг е 60% од бруто домашниот продукт, имаме инфлација од 18,7%, гледаме цените по рафтовите, по маркетите се енормно високи за граѓаните. Бизнес секторот се жали дека нема помош. Видовме дека тој пакетот антикризни мерки најмногу е насочен кон социјално ранливите категории на граѓани и пензионерите, додека бизнисот е натрен кон поповолни кредити. Прашањето ми е денеска излезе со реакција остра и Сојузот на синдикати на Македонија во кој реагира кон потегот на премиерот Димитар Ковачевски за намалување на платите во јавниот сектор, меѓутоа реагира и кон изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски за недела неработен ден. Бидејќи тоа беше жестока битка за синдикатот да предвори недела како неработен ден за работниците и самиот тврди дека во антикризниот пакет на мерки работниците ги нема. И барање ли едно од барањата е со растот на инфлацијата да растат платите, меѓутоа прашањето ми е врз основа на каква анализа лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски темели дека недела како неработен ден за работникот треба да се Видете, значи ова е наш предлог и привремено решение во услови на енергетска криза. Ако ние во недела имаме можност да обезбедиме електрична енергија по цена пониска од цената која што би ја добивале компаниите во другите денови,
тогаш од тука произлегува и нашиот предлог. Значи да добијат компаниите помал производен трошок, да кажам, поради тоа што цената на електричната енергија ќе биде пониска и на тој начин да спречиме во исто време инфлацијата дополнително да се подгрева. Знам дека е голем проблем и за работниците, меѓутоа треба да разбереме уште една друга работа. Доколку компаниите не работат, доколку им се зголемуваат трошоците, влезат во загуба, газдите можат да решат да ги затворат. Значи, капацитетите и луѓето да останат и без работа. Значи, сега сме во услови на криза кога треба да бараме решенија кои што можеби во даден момент не се најповолни, но да сме во нормална ситуација, сигурно дека ваков предлог од ВМРО-ДПМН можеби не би произлегол. Но во вакви услови гледаме она што е најдобро и најоптимално за во исто време да ги задржиме работните места, односно фирмите да ги задржат, а како ќе ги задржат? Само под услов да имаат ниски производни трошоци. Ваков трошок, значи на струјата, нема да можат компаниите уште долго време да го трпат. Ние сме имале комуникација со сите комори и секаде, иако разговараме на многу теми, секогаш почнувавме и завршувавме со разговорот околу електричната енергија, фотоволтаиците, како компаниите да стигнат до пониска цена на електричната енергија. Тоа е главниот проблем. И ако недела е можноста да стигнат, од тука е и предлогот таков. Па дури, еве и во ноќен период, треба да се реорганизираат со цел, нели, да се произведува ноќе. Да, знам дека е тешко, меѓутоа мора да се бара решение во овој момент со цел што помалку да страдаат граѓаните и работните места. Меѓутоа повторно се доаѓаме во ситуација да се удира по грбот на граѓаните, односно работниците. Видете, знаете која ќе биде најстрашно кога компаниите ќе решат да ги затворат компаниите, газдите, затоа што цената на струјата е ненормално висока и не може да го издржат тој, да кажам, трошок. Тогаш ќе биде најстрашно кога ќе почнат да ги затвараат, бидејќи сега во овој момент гледате дека почнуваат, можеби не секаде со отпуштање, меѓутоа редуцирање дома 70% плата, вака така, ќе дојде момент кога ќе не можат тоа да го издржат. Во овој момент газдите се уште некако се трудат да обстанат. И сега не сакам ова да звучи како ние ги штитиме газдите, не. На крајот од денот ги штитиме работните места. Борбата наша е да останат работните места. Затоа од тука произлегува и предлогот. А јас пак ќе речам, не се согласувам дека скроз теретот паѓа на работникот. Зашто? Затоа што работникот во исто време на овој начин ќе обезбеди во континуитет да има работа, но во исто време преку намалување на притисокот на финалните цени нема да имаме толкава инфлација. Сега повторно со нивните плати ќе појдат да купат во продавница, ме сваќате? И тоа не е предлог, пак ќе повторам, кој што треба да трае долго време. Само во услови на криза. Затоа што, и не заборавајте уште еден момент, државата колку и да сака да глума дека обезбедуваат пари, не знам што, не, пари не обезбедуваат. Ова што го обезбедуваат е одвај да преживееме. Ние следна година имаме долгови кои што доспеваат. Значи, ова што излегоа со мерките е фактички уште еден доказ дека пари немаат и не можат да обезбедат. И во исто време имаат простор, нели, на расходна страна малку да скратат, неќат од комоцијата да се откажат, за жал. И сето тоа доведува да падне на грбот на граѓаните и на работниците. Значи, сега едноставно немате простор голем за маневар. Требаше да размислуваме во 2020, кога трошевме ненормални пари и при тоа да не заборавиме, не беа трошени за мерки. Затоа што пак и во тој период на расходната страна никој не сакаше да се откаже. Не заборавајте колку имаше нови вработувања во 2020, кога луѓето седеа дома, администрацијата од дома работеше. Сето тоа сега ни се удира од глава. И вие мора да најдете некакво решение. Во овој момент ова е најсоодветно, затоа што државата нема да има можност да му помогне на приватниот сектор. И наместо да гледаме од затварање на компании, борбата е да најдеме решение во овој момент да ја претуркаме кризата. Тоа е целата работа. Јасно да темата, доколку нема темата, веќе представници на владата, на власта, најавуваат дека системот за вработување така балансер, познат како балансер, треба да се укине, бидејќи народно би многу изглупотреба, што знаеме сколку е изглупотреба. Кој е вашиот став за тоа? Дали овој балансер да сега врши неговата работа како што треба и како би требало да помагаме? Видете, ние сметаме дека секој еден човек во државава си е единка за себе и треба да се
да си добива тоа што значи го заслужува врз основа на своите квалитети и капацитет. Балансерот, можеби не знам, во некое друго време ја завршил својата работа, но во ова време, кога ни треба квалитет, треба да се бориме за квалитет. Јас сум, значи, човек кој што доаѓа од Тетово и познавам и многу пријатели албанци кои што се многу квалитетни, но и исто така и македонци кои што не сакаат да работат. Не треба да ги темелиме работите на база на балансер, туку треба само исклучиво на квалитет. Тој балансер и од политичка партија говорам, меѓутоа тие вработувања по принципот од политичка партија па бил способен, не бил способен, ама да биде на листата, не доведува во ваква ситуација. После 30 години имаме ваква ситуација. Ние треба еднаш за секогаш да кажеме дека квалитетот треба да биде над се, а не квантитетот. Не балансери, не некакви списоци. Исклучиво квалитет. Ова сум го зборувала многу пати, го зборам и денес ќе го зборувам и во иднина. Ако сакаме оваа држава да тргне напред, ќе тргне само исклучиво на принципот на квалитет и ништо друго.